Во Македонија тешко е да се дојде до бројката на граѓани кои што се погодени од енергетската и економска криза. Не постои база на податоци, но според некои информации се проценува дека тоа е 30% од вкупното население. Тука не се погодени само социјално ранливите категории, туку и целата средна класа на граѓани. Ова беше констатирано на економскиот форум ефектите од кризата врз ранливите категории граѓани, кој што е во состав на акцијата во ОД, мониторинг, оценка и предлози за антикризни мерки во услови на тесен буџет. После започнувањето на војната во Украина, а претходно ковид пандемијата предизвика зголемување на онака веќе постоечката енергетска криза и достигна рекордна инфлација во последните 25 години од неверојатни 19,8% во месец октомври 2022 година. Експертите посочуваат и тоа дека иако како држава располагаме со огромен број на природни ресурси и за храна и за енергија кои што може да ни помогнат во добро менаџирање со кризите, тоа за жал не е така кај нас. Да можеме тие 300 сончеви денови годината да ги искористиме за добивање на квалитетен производ, да ги задоволиме потребите за храна на Македонија со нормално цени кои одговараат на нашите стандарди, а при тоа да можеме да искористиме бесплатната енергија на сонцето. Иако се презедо одредени мерки за намалување на кризата кај граѓаните и од страна на државата и од страна на општините, сепак на терен ефектите се минимални. На локално ниво да се стимнат потребите на граѓаните за да може локалните заедници да ги почистуваат ефектите од преземените мерки, односно и граѓаните сами да можат да нудат одредени решенија. Целта на форумот е да се предложи модификација или нови мерки на буџетските трошења во услови на криза. Секоја законска, економска и енергетска мерка, доколку би била правилно донесена, тогаш би имала многу голем бенефит и ја имала целта за која што таа е фокусирана, односно како на ранливата група на категорија на граѓани на Републиката, така и на останатите. Она на што проектот се фокусира се всушност трите сегменти. Едниот сегмент е мерки за заштита на стандардот на граѓаните, мерки за помош на фирмите и мерки во делот на земјоделието и обезбедувањето на храна. Проектот е финансиран од програмата Civica Mobilitas, а имплементиран од Finance Think, Лак Агролидер и Рурална коалиција.